Добар ден, почитувани, добре дојдовте на почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Што денеска знаеме за инфекцијата со ХИВ? Како може, а како не може да се пренесе овој вирус? Кога вирусот е активен? Дали лицата инфицирани со ХИВ може да имаат квалитетен и нормален живот благодарение на терапијата што е достапна? Доколку сакаат да се реализираат како родители, постои ли можност да имаат здраво биолошко дете? Стигматизацијата на лицата инфицирани со ХИВ е присутна уште од почетокот, уште од утврдувањето на овој вирус кај луѓето. Многу често тие се маргинализирани и се отфрлени на маргините на општеството. Ќе проговориме и за дискриминацијата кон луѓето со ХИВ инфекција. Денеска во студиото на Телма ќе разговараме на оваа тема со примариус доктор Милена Стевановиќ, инфектолог, директорка на Универзитетската клиника за инфективни болести и фибрилни состојби, а во студиото исто така ќе разговараме и со Андреј Сених од Заедно посилни Скопје, Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Што се знаеме за инфекцијата со ХИВ? На оваа тема денеска разговараме со примариус доктор Милена Стевановиќ, инфектолог од Универзитетската клиника за инфектологија и фебрилни состојби, и со Андреј Сених од Заедно посилни Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма на 1 декември, светскиот ден во борбата против оваа болест, односно против инфекцијата со ХИВ. Добар ден. Добар. Се уште постои стигматизација, ќе започнам со Андреј, се уште постои стигматизација на луѓето кои што се инфицирани со ХИВ. Дали оние кои што ја добиле оваа диагноза, добиле ХИВ позитивен наод, ја кријат се уште диагнозата од средината, од блиските? Па, нели, има најразлични луѓе и најразлични ситуации, меѓутоа може да кажеме како здружение дека во најголем дел од случаите луѓето предпочитаат на што помал круг на луѓе да ја откријат својата диагноза. Во многу случаи, всушност, тие и не ја откриваат никому, освен таму каде што нели мора да се открие. Тоа вообичаено е матичниот лекар или можеби лекарот заради некоја друга здравствена потреба. Меѓутоа во најголем дел од случаите луѓето не се слободни или пак ја споделуваат својата диагноза во кругот на најблиски пријатели. Многу често дури предпочитаат и семејството нивно да не знае. Тоа е можеби и повеќе за да ги заштитат, особено ако се работи за родители, да ги заштитат од нели тој страв што некако оди придружно и тој шок што оди заедно со оваа диагноза, кој што го имаме се уште ете наследено уште од 80-тите и раните 90-ти години, кога и на вистина ХИВ инфекцијата значеше... Синоним беше за смрт. И тоа и беше и во пракса. Меѓутоа, работите се сменети веќе доста време, од најмалку од 1996 година. Драматично, како што кажавте, се сменети. Од тогаш наваму има подобрување во третманите, но суштината на лекувањето не е нова. Ние од 1996 година имаме успешно третирање на оваа инфекција, кое што значи дека луѓето можат нормално да функционираат, да живеат нормално долг животен век и да биде заштитено нивното здравје. Значи, сите оние причини поради кои што сме ги изградиле тие стравови, веќе одамна не се тука, но ние се уште со тие стереотипи живееме како општество и како свет до некаде. Така, во денешната емисија ќе разјасниме дел од овие стереотипи, дел од овие заблуди поврзани со убедувањата со оваа инфекција. Сака само да ве прашам што говори искуството од оние кои што се дел од здружението, се јавува ли само стигматизација, односно прифаќање на оние предрасуди на околината? Па да, понекогаш притисокот на околината е толку голем што да, ние бележиме и нели некои примери на дополнителна стигматизација или дополнително наметнување на страв, токму затоа стигмата е прашање кое што се уште бара внимание. Обично може не знам да мислиме дека тоа е нешто споредно во однос на лекувањето и на терапијата, меѓутоа напротив стигмата може многу да влијае
и на тоа каков ќе биде исходот од лекувањето на луѓето, бидејќи може да го детерминира нивниот начин на однесување, на барање на здравствена заштита, тогаш кога треба, таму каде што треба и така натаму. Стигмата од друга страна делува и на луѓето кои што не се ХИВ позитивни или барем оние кои што не го знаат својот ХИВ статус. Например, ги спречува, ги обесхрабрува да направат ХИВ тест, бидејќи не знам, еве сум слушал од блиски пријатели изјави од типот подобро да не знам. После тоа ќе ми се смени целосно животот. Повеќе заради оние социјални моменти отколку за прашањето на здравјето. А многу е важно навремено, докторки, да се диагностицира за да биде добар исходот од оваа инфекција. И веднаш ќе започнеме со првата заблуда, односно вистина или заблуда, ќе ја разјасниме. Дел од ова што ќе го погледнеме вистина, дел се заблуди, која што вели: ако имам инфекција, тоа значи неминовно лош исход. Ова беше убедувањето. Порано знаеме дека ретко оние кои што се инфицирани од ХИВ доколку е диагностицирана болеста навремено умираат од оваа инфекција. Но што значи навремено диагностицирање? Па, оваа констатација, како што е Андреј во делот своето зборување кажа, беше апсолутна вистина. Природниот ток на ХИВ инфекцијата без третман секако завршува со смртен исход. Денеска тоа не е случај, благодарение на комбинираниот антиретровирусен третман, кој и кај нас со некое мало закаснување во споредба со светот, и кај нас достапен, и го овозможува да ХИВ инфекцијата биде хронична болест, која се држи апсолутно под контрола, без значајно пореметување во квалитетот на животот на пациентите. Тој е најзначајниот момент. Терапијата не само што возможува добар и здрав живот, значи она што би било со медицинска терминологија кажано, го намалува морбидитетот и морталитетот, што би значило не само што ја намалува смртноста, него ги намалува и голем број на болести кои би се јавиле со намалувањето или уништувањето на имунитетот кај еден пациент од страна на вирусот. Она што е многу значајно е дека ја намалува преносот на инфекцијата, го намалува, што значи делува и превентивно. Па тогаш кога еден човек ќе биде навремено откриен со ХИВ инфекција, не само што неговото здравје може полесно и побрзо да биде сочувано и ставено под контрола текот на неговата болест, тој ист човек не може за многу кратко време нема да може ни да ја пренесува инфекцијата. Се намалува и трансмисијата. Да, поради тоа што лековите делуваат на количината на вирус во крвта и тогаш кога ќе го постигнеме на најниско ниво на количина на вирусот во крвта, ние го велиме пациентот е недетектибилен, значи и со најсофицираната техника на пребројување на овие копии, ние можеме да ги детектираме, тогаш тој и не може да ја пренесе инфекцијата. Може во било која фаза од инфекцијата, од болеста да се примени терапија? Во било која фаза може да се детектира, се разбира кога времето кое никогаш не е најголем непријател во третманот на ХИВ инфекција кога е таа касно откриена, секако дека може, но стабилизирањето на здравствената состојба, поправувањето на имунитетот, како и лекувањето на опортунистичките инфекции кои се јавуваат кај вака предоцна откриени ХИВ инфекции, изискуваат многу повеќе време, но има многу повеќе компликации, а никош не успеваме да се избориме со нив. Лесно се поднесува терапијата? Сега јас како лекар ќе кажам да. Неверојатно секојаш треба да се прашаат пациентите, но од првите расположливи терапии до денеска има страшен напредок во лековите, како во бројката на лековите, така и во повеќекратното зимање на лековите во текот на денот. Така да денеска пациентите, некои од пациентите зимат и само една таблета на ден. Што е секако многу полесно отколку 2 пати или 3 пати ставање на инсулин, нели? Или пак 2 пати во денот пиење на лекови за покачен притисок. Или некоја било која друга терапија на хронично заболување, кои пациентите исто така ја земаат доживотно и за која нема друга опција, сем за третманот на тие болести нема друга опција, него доживотно да се земаат лековите. Не е едноставно. Ако направите, јас сум секој со разбирање
кон динамиката на живот што имаат пациентите, нивната организација на живот, заедно со потребата на третманот. Тоа е доживотна терапија. Ако земете да се ставите во еден ред, па да примате, да си ставите задача витамин С да пиете секој ден во одредено точно време, проверете колку пати ќе заборавите да го испиете или ќе задоцнете. Но тоа е витамин С, испиле или не го испиле, нели? Но тука не сме да се направи грешка. Дека не смееме да направиме грешка. Секако дека малку порано или малку подоцна не е толку драматично, но прерипување на дозата во текот на денот е нешто што е недопустиво. Андре, дисциплинирани се оние кои што го земаат лекот? Па именно и анализи тоа го покажуваат кај нас. Тоа може да се должи во голема мера и на добро воспоставениот систем на поддршка и на едукација на пациентите, затоа што кога имате ХИВ и треба да пиете терапија, вие во секојдневието не чувствувате нешто што ќе ве потсети дека треба да се напиете терапија. Значи во дадениот момент не чувствувате дека ви паднал шеќерот или не знам. Значи тоа навистина мора да биде една свесна обврска и изградена рутина. Меѓутоа, сакав да дополнам дека околу колку лесно се поднесува терапијата. Во суштина, во денешно време се достапни, вклучително и кај нас, поголем број на различни тераписки опции, тераписки комбинации. И би рекол дека суштината е кај секој пациент да се би требало да може кај секој пациент да се најде комбинација која што нема да предизвикува никаков проблем. Генерално сите терапии делуваат, истата цел ја постигнуваат во однос на вирусот, меѓутоа бидејќи се работи за хронична терапија, бидејќи луѓе може би примаат и други терапии за други здравствени состојби, нели може да се појават некакви известни проблеми. Но суштината е дека за секој пациент може да се најде комбинација поради која што нема да трпи никакви последици во својот секојдневен живот. Одиме понатаму со разрешување на уште неколку дилеми, вели: може да се заразиме со ХИВ преку бакнеж. Некои се плашат да бидат и во близина на луѓе кои што се инфицирани со ХИВ и кога киваат, кога кашлаат, и па сега како може, како не може да се пренесе. Се да бидам искрена, више навистина не би сакала да верувам дека се уште има. Дека се уште има. Но и јас го најдов тоа како една. Да, тоа е нешто што беше сериозна заблуда. Да речам, во почетоците кога јас почнав да работам на полето на превенцијата на ХИВ инфекција, и навистина би била многу разочарана кога се уште би имало луѓе кои веруваат во ваква заблуда. Тоа ќе би значило дека не сме си завршиле работата добро. Но еве да одговориме уште еднаш дека апсолутно е невозможно да се пренесе на таков начин ХИВ инфекција, нити пак на било кој друг било која друга социјална комуникација. Многу се јасни и прецизно определени начините на пренос на ХИВ инфекцијата, и тие се по крвен пат, што би значило не само кај корисниците на интравенски дроги со употреба на прибор за со делење на приборот за инјектирање, туку било кој инструмент кој би бил искористен од еден на друг пациент или човек, а да претходно не биде соодветно стерилизиран, би можел да ја пренесе ХИВ инфекцијата. Тоа е еден начин. Следниот начин е секако преку незаштитен сексуален однос, независно дали станува збор за анален, вагинален, па дури и орален, иако се практично дури орален секс. Иако се практично теоретски или минимални шансите за ризик, но тие постојат и ние мораме да ги кажеме дека тие постојат. И се разбира последниот, така наречен вертикален начин на трансмисија на ХИВ е од мајка на дете, што пак благодарение на денешниот третман и ова што предмалку го зборуваме, појасни ми тоа детално. И тие ризици, тие шанси се драматично намалени. А преку доење? А преку? Доење. Доењето би можело да биде можност за пренесување на инфекцијата, иако многу со помал ризик, па препораките за прекинување на доењето кај новородените се уште стојат, иако зависно од географската положба, стандардот на земјите и препораките никогаш се разликуваат. Она што никако не сме е да никако не се комбинира доењето со формулата. Со млекото вештачко, нели што се млеко, така. Дали презервативот е 100% заштита од инфекција со ХИВ и дали е важно каков тип на кондом се користи, бидејќи има најразлични?
презервативи на пазарот? Не постои практично за ниедна инфекција, така ни за ХИВ, не постои 100% заштита. Кондомот е веројатно мастер во заштитата за ХИВ, меѓутоа и за многу други сексуално преносливи инфекции. И ние секогаш го препорачуваме и секогаш ќе го препорачуваме. Е најлесно достапен, најраспространет, но секако процентот на неговата заштита ќе зависи и од неговата вистинска употреба и знаењето како да се употреби. Значи правилна употреба, не само употреба. Се разбира. Кога ќе кажам знаењето, точно треба ова што вие почнавте да го прашувате, точно треба да се знае за каков сексуален однос се користи каков кондом. И тие се навистина во палетата на маркетот можете да најдете соодветни кондоми за секој вид на сексуален однос. Тоа е број 1. Број 2 е исклучително значајно да тој кондом биде во рокот на своето траење, кој е секојаш отпечатен, треба да биде соодветно чуван. Ние сме сведочеле барем по трафиките, по изложените излози на сонце да бидат чувани кондоми, што е апсолутно недозволиво. Тој навистина треба да се купува тамо, каде што има климатизирани и стабилни услови на температура, како што се аптеките, па или големите маркети, каде што се посоодветно пласирани за продажба. Она следно и од кој ќе се купи кондомот е многу значајно како се чува. Тој не сме да биде ставен повторно на изворна топлина, на место каде што може лесно да се пробуши фолијата на кондомот. И се разбира на крај правилно да се употреби во смисол во текот на сексуалниот однос. Кога сите овие елементи кои јас сега ги раскажувам како лекција, инаку веројатно секако би се рутина, ќе дојдат на своето место, кондомот е едно од заштитните мерки кои имаат највисок процент на заштита. Но денеска веќе живееме во ера каде што зборуваме за терапија и на самиот почеток веднаш кажав дека терапијата е таа која го спречува пренесувањето на ХИВ инфекцијата. Денеска со системот на заштита пред експозиција, односно пред да се влезе во ризик, или од после ризикот како постэкспозицијска заштита, терапијата повторно ја игра најголемата улога во намалувањето на преносот на ХИВ инфекцијата. Како здружение сметате ли дека се прескапи презервативите? Бидејќи се потребни за заштита од ХИВ инфекција, младите луѓе не секогаш може да си дозволат да ги купат. Особено ние кои што се со добар квалитет и слично. Па секако сметаме дека треба да бидат кондомот и лубрикантот, да не заборавиме. Понекогаш многу голема фама се крева околу тие лубриканти, зашто државата во рамки на превентивни програми обезбедувала кондоми и лубриканти за одредени ранливи групи, вклучително и за млади. Не само што треба да го прави тоа, туку треба да го правим во многу поголема мера, за да особено младите, како што кажавте, имаат пристап до овие најосновни средства за превенција не само на ХИВ, туку и на други сексуално преносливи инфекции. За боја на вистината, преку програмата за заштита на населението од ХИВ се обезбедуваат години наназад кондоми и лубриканти, меѓутоа сметам дека нивната достапност сепак е ограничена. Кога велам се обезбедуваат бесплатно и тие треба што пошироко да им бидат достапни на младите. Не секога се користат кондоми покрај препораките. Еве може и вие како информација да дадете доколку имате како здружение оние кои што се заразиле. На каков начин најчесто се заразиле? По сексуален пат? Контакт со крв? Во Македонија е доминантен и речиси исклучив единствен начин на пренос во изминатите барем 10 и повеќе години сексуалниот начин на пренос. Така што да, ХИВ инфекцијата, колку и да се апсолутните бројки кај нас релативно ниски, ние велиме дека Македонија е земја со релативно ниско ниво на епидемија на ХИВ, сепак тоа не значи дека добро се справуваме со проблемот и не значи дека не сме во ризик, напротив, ХИВ може да се случи секому. Точно, ХИВ може да се случи секому. Докторке, сега има еден период на прозорец ке инфекцијата со ХИВ. Велат нем период, што значи тоа? Може ли да ни појасните?
Периодот на прозорец е ризик кога едно инфицирано со ХИВ лице може да добие ХИВ негативен тест. Со новите генерации на тестови што денеска се на располагање, тој период на прозорец е многу намален, но се уште постои и представува периодот од инфекција до појава на така наречените антитела како реакција на инфекцијата во организмот. И тој може да биде 3 недели, 5 недели, 6 недели, но 2 до 3 недели е намален периодот со најновите генерации на тестови за тестирање на ХИВ. Значи, тој е период кога едно инфицирано лице може да добие лажно негативен тест. И да биде убеден дека е се во ред. Токму поради инфективен е во тој период тој човек? Токму поради тоа ние инсистираме на советување и дискутирање за ризичните односи, за времето кога ти е настанале и советуваме повторно тестирање за известен временски период да бидеме апсолутно сигурни дека тој период на прозорец сме го надминале. Тој е најдолго во литературата, најдолго опишан е 6-месечен период на прозорец, инаку рутински вака следено е секогаш многу пократок. Многу е значајно да се зборува за ХИВ инфекцијата и да се биде искрен во комуникацијата за да се точно прецизираат можните ризици од погодување точно на овој период на прозорец кога може да се добие лажно негативен тест. А што ако некој дарува крв во тој период? Во тој лажно негативен период на прозорец? Видете, колегите на Институтот за трансфузиологија многу години наназад имаат многу еден сериозен систем на тестирање и тоа не тестирање само на ХИВ, туку тестираат и други сексуално преносливи инфекции како што се хепатит Б, хепатит С, сифилис исто така и тие одамна веќе тестираат не со серолошки, туку со молекуларни диагностики со ПСР технологија, каде што практично е теоретски ка шансата да се влезе во овој период на прозорец. Така. Сега ме интересира какви тестови вие нудите како здружение на лицата кои што сакаат анонимно да се тестираат? Тестовите што се достапни кај нас и во десетина други организации ширум земјата во рамки на програмата за ХИВ на Министерството за здравство се брзи тестови на база на антитела. Тука ни е особено важен периодот на прозорец од 3 месеца. Во пракса, ние секако препорачуваме на луѓето доколку сакаат повторно да направат за 3 месеца. Меѓутоа, тестовите се исклучително како да кажам, веродостојни и во суштина кога добиваме позитивен резултат, секогаш и речиси сигурно тој се потврдува, се разбира во рамки на овој скрининг на луѓето им се објаснува која е следната постапка, им се нуди помош во поврзување со клиниката за инфективни болести каде што би се направил потврден тест и до тогаш тој еден ден, можеби, луѓето имаат и време да размислат, да се прилагодат на сознанието. Ние како здружение не издаваме диагнози, ние нудиме еден скрининг кој што е исклучително важен заради тоа што за многу луѓе одењето во здравствена установа или лабораторија представува проблем и пречка и поскоро и многу поедноставно ќе дојдат во сервисите на организации кои што ним се блиски. Така, бидејќи анонимноста е тука важна, на каков начин и може да се пријават кај вас, да се тестираат оние кои што се сомнева дека може би биле во ризичен сексуален однос, а не сакаат да појдат во некоја здравствена установа да направат тест? Ние тестираме еднаш во неделата, секоја среда во попладневните часови, може да се јават, да се најават и без најава може да дојдат во периодот кој што е објавен на нашата веб страна за тестирање. Не прашуваме никакви имиња, не бараме никаква документација, легитимација, правиме еден краток разговор заеднички за да заеднички го процениме ризикот и да осигураме пред се дека лицето ги разбира работите околу овој период на прозорец за кој што сега зборувавме. Значи, доколку лицето ни каже дека имало неодамнешен ризик, да речеме пред неколку недели, ние ќе го направиме тестот, меѓутоа добро ќе посветиме внимание да свати дека овој тест што сега ќе го направиме ќе ни даде сигурна слика за се она што било
до пред 3 месеца. А повторно ќе треба да дојде во рокот од околу 3 месеца, нели, за да бидеме сигурни во однос на последните ризици. На клиниката за инфективни болести претпоставам дека има по-софистицирани тестови, така. На клиниката за инфективни болести ги има и овие тестови, но и по-софистицирани тестови. Секој тест има своја намена. И тој е добар кога се користи таму каде што треба. Андреј повеќе пати спомна скрининг, значи брзо и ефикасно на голем број луѓе тестирање. Тоа се идеални тестови. Тие се многу осетливи и исклучително ретко или практично невозможно може да дадат лажно негативен резултат. Тие може да дадат лажно позитивен. Ретко, но може да дадат. И тоа нас не загрижува, затоа што секој ќе се конфирмира, ќе се потврди тоа тестирање уште еднашка и ќе се расчисти дали е лажно или не. Го споменувам ова затоа што сме имали ситуации кога бремена жена е тргната од една приватна болница и извадена од сала за породување затоа што добиле позитивен тест. И бил лажно позитивен. Кој беше лажно позитивен. Некогаш има вкрстување на реакција во тестовите и се случуваат и такви состојби, но затоа сме тука да ние ги потврдиме тестовите и од тука и таа потреба да дојдат луѓето повторно кај нас. На клиниката располагаме со серолошки тестови од 4-та генерација, каде што се и со антител и антиген бараме од примерокот на пациентот или клиентот, затоа што и кај нас се спроведува советувалиште, имаме советувалиште за ХИВ тестирање кој исто така е доверливо и бесплатно и на располагање секој работен ден на клиниката. А од друга страна имаме и тестови кои за нас значат следење и мониторинг на третманот. Тоа се ПСР тестови, каде што ја определуваме количината на вирус во крвта и на тој начин го на почетокот, пред да се отпочне терапијата и во одреден циклус временски, после 1 месец, после 4 месеци и така натаму, додека ја постигнеме недетектибилноста, односно додека не го минимизираме количеството на вирус во крвта. Од тука понатаму се поретки тие тестирања кај пациентите, но се неопходни затоа што од тука тоа е параметар дека третманот се спроведува онака како што треба. По пациентот и по нас како лекари во смисол на негово следење и успех. На интернет можеме да прочитаме дека има тестови за само тестирање што може да се купат во аптеките, ги има кај нас? За сега не во аптеките, веројатно досега интересот економски на веледрогериите не бил согледан таков интерес, предпоставуваме. Меѓутоа, нашата партнерска организација ХИРА минатата година, веќе од прилика околу 1 година, ја пилотираше таа услуга, така што достапна е, барем за сега, и луѓе кои што се заинтересирани на таков начин може да отидат на сајтот на ХИРА да побараат само тестирање, можат да го добијат нели преку брза достава. Така. Повторно Точни се тие тестови? Релативно серолошки се тие? Скрининг тестови, така. Моментално достапните се тестови од плунка, меѓутоа постојат и тестови за самостојна изведба кои што се со боцкање од прст, како оние кои што ние ги правиме во нашите центри. Значи во плунката е детектибилен овој вирус? Само антителата. Само антителата. Добро, да дефинираме, значи антителата ги има и во плунката. На кој начин дознале повеќето од оние што се позитивни на ХИВ дека сушност се носители на вирусот? Па различно, да речеме од новодиагностицираните случаи во текот на 1 година, да речеме просек на новодиагностицирани околу 45 годишно во текот на претходниве 5 години, плюс минус сега нормално, може би околу 1/4 до 1/3 од случаите се диагностицирани преку центрите на граѓанските организации. Јас точно бројки не знам, меѓутоа од дискусиите што сме ги имале, повеќе пати сме ги дискутирале, значи дел се лица од приватни лаборатории што се тестирале само иницијативно и за жал еден дел значителен на лица кои што веќе имале
некакви здравствени проблеми. Лутале доста често во рамки на здравствениот систем, се додека некој не се сетил, а најчесто тоа било на клиниката за инфективни болести, да им се направи ХИВ тест, и тоа се обично тие подоцна диагностицирани случаи, за разлика од случаите диагностицирани преку граѓанските организации, каде што во најголем дел од случаите се работи за по-рана, понавремена диагноза. Значи се случува и да се лута, да не се направи овој тест? Нажалост се случува и да се лута. Знаете, стигмата и дискриминацијата не донесе несакани ефекти само кај пациентите. Сериозен проблем носи и кај здравствените работници. Таа не прави слепи кон клиниката, кон можностите. Пред 20 па и повеќе 25 години, можеби имаше оправдание некој бел мантил да помисли дека ХИВ инфекцијата е некаде далеку во светот, во некоја Америка, во некоја Африка, во некоја развиена Европа, ама ние сме тука една мало ќоше во земја која не може да има ХИВ, што е апсолутно погрешно, независно колкави се бројките на пациенти кои ние ги имаме. Но денеска веќе тоа не е оправдување. Благодарение на третманот, секако веќе не гледаме драматични клинички слики со кахектични пациенти. Она што, ако еден денеска искуцате слики на интернет, ќе добиете навистина фотографии каде што гледате навистина тешки пациенти, клинички неприфатливи состојби, да човек да се праша дали е ова возможно. Тоа се помалку го гледаме денеска. Но и една многу лесна, едноставна клиничка слика може да и треба да асоцира со ХИВ инфекција. И белиот мантил, матичниот лекар, лекарот кој ве прегледува без разлика за која причина сте отишле на лекар, треба да размислува и на ХИВ инфекција. Некогаш сме имали ситуација кога пациентите биле толку многу воземирени со својот ХИВ статус, да дури рекле дека ќе го тужат лекарот што направил тест, при тој не е објаснил и не кажал дека ќе го прави тестот, не сваќајќи го фактот дека тој лекар всушност му го спасил животот, тоа што му го направил ХИВ тестот. Па независно колку на време или доцна е откриен, влегол во системот на лекување и на грижа. Многу е значајно белиот мантил сериозно да размислува на ХИВ инфекција. Но очигледно многу важно е како ќе му се каже сето тоа на пациентот. Видете, пациентите мора да разберат една работа. Покрај сите права што ги имаат и верувам веќе дека ги уживаат, мора да сватат дека најголемиот бенефит во познавањето на добрата комуникација со лекарот. Довербата во лекарот е круцијална во искреноста на таа комуникација и на брзо откривање на диагнозата. Вистинската информација, анамнестичките земени податоци, добро обработени, се 50% од диагнозата. И кога секој еден бел мантил ќе посвети соодветно трпение и внимание со својот пациент, тој ќе има секогаш многу поголема желба да биде искрен. И ќе се чувствува сигурно и ќе биде искрен во сите своји искази кои ќе не однесат до сомнежите за одредена болест или инфекција. Само така ќе стигаме до навременото тестирање. Затоа секогаш ги споменувам матичните лекари во примерното здравство. Матичните лекари мора да си ги познаваат своите пациенти како семејство. Кога тоа така ќе биде и кога нема да имаме проблем да зборуваме за секс, за сексуалноста, за ризиците при сексуалните односи, што се на крајот на кревите природа и ништо повеќе од тоа, нема да имаме проблем во навременото откривање и редовното тестирање на ХИВ инфекција. Како и другите сексуално преносливи болести. Апсолутно. Андре, се случува подобивањето на диагнозата, некои од лицата позитивни на ХИВ да го сменат матичниот доктор? Па тоа доста често се случува, би рекол и најчесто е ситуацијата. Не значи не можеме да генерализираме, нели дека ќе дојде до некаква дискриминација или непријатност, меѓутоа ние сме, знаете, мала земја, многу се познаваат луѓето меѓу себе, често пати во помали градови, кога некоја лице ќе дознае за својата ХИВ диагноза, потврдена, да речеме, на клиниката за инфективни болести, можеби од чист страв
ќе се снебива да го сподели статусот со својот матичен лекар и тогаш ние како здружение помагаме со тоа што нудиме опции на матични лекари со кои што имаме воспоставено соработка и клиниката има воспоставено поредовна соработка, кои што добро се упатени во проблематиката и имаат веќе пациенти со ХИВ инфекција. Бидејќи, за воја на вистината, за жал, се случуваат и непријатни ситуации на одбивање на здравствена услуга. Еве, ние оваа година не зборувам конкретно за матични лекари, меѓутоа, во текот на оваа година имаме документирано дури 7 случаи на прекршување на здравствените права, од кои што 4 се одбивање на здравствена услуга. Откако дознале дека лицето е ХИВ позитивно. Да, откако докторот дознал. Во 3 случаи се работеше за повреда на доверливоста на медицинските податоци, за кое што, ете, за жал се уште се случуваат кај нас такви ситуации, иако се регулирани со неколку закони, впрочем. Колку лица се новодиагностицирани во последнава година? 40 на лица се ново регистрирани, тоа е сериозно променлива бројка. Ние додека зборуваме на клиниката очекуваме резултати од неколку луѓе кои се тестирале доброволно, без клинички симптоми, без знаци на било каква инфекција. Тие треба да бидат повисоки бројки. Значи, ова сметате дека не е реална слика? Не, дека верувам бројките дека се не е повисоки? реална слика. За тоа зборува и не така малиот број на касно откриени пациенти. Мораме да работиме на раното откривање на ХИВ инфекција. Правејќи ги анализите на континуумот на нега, кој веќе неколку години поред во соработка со нашите, граѓанскиот сектор е наш исклучително сериозен партнер во справувањето со сите проблеми превентивни па и куративни врзани со ХИВ инфекција. И овие анализи посебно тие ги потенцираат и ги организираат да се направат со различни консултанти дури и од надвор. Кажува дека бројката на тестирани не е доволна. Процентот. Колка процент би требало да има? Од предпоставената бројка на пациенти, подреден математички модел изработена, ние имаме само 64% пациенти кои го знаат својот статус. Имаме висока стапка на 90% на пациентите кои се вклучени на терапија. И 94% од вклучените пациенти на терапија да бидат со недетектибилно ниво, што е исклучително добар резултат. Но не можеме да бидеме на добар пат се додека најмалку не го качиме стапката на тестирани пациенти, на инфицирани пациенти кои си го знаат својот ХИВ статус до 90%. Тоа е впрочем и стандард, таргет кој го упатува Светската здравствена организација, UNAIDS, кои вели дека само кога ќе ги постигнеме овие високи таргети на 90, веќе и 95 и 95, ќе имаме значаен напредок во минимизирањето на ширењето на ХИВ инфекцијата. Ние имаме уште многу работа. Треба да се крене нивото на свесност, да се урне стигматизацијата, значи треба да се работи на повеќе полиња истовремено. Еве сега да следната дилема, всушност вие неколку пати ја потенциравте и ја разјаснивте, но ете можеме да ја пуштиме и се однесува на жените што се ХИВ позитивни. Вели, жените што се ХИВ позитивни не можат да имаат деца. Веќе споменавте дека може да имаат здраво биолошко дете. Редовна терапија треба да се прима во бременоста? Значи, ајде од почеток. Ајде, да почнеме од тука. Повторно од почеток. Како што ќе видите во сите наши одговори, и оно што го зборува Андре, и оно што јас ви го кажам секогаш, почнуваме со времето. Значи, како мажите, така и жените можат лесно да бидат инфицирани со ХИВ. Не сме ние група заштитена група, напротив. Една жена треба да го направи својот ХИВ статус кога го планира своето семејство. Токму поради потребата од рано диагностицирање со ХИВ, ако постојат ризици за такво нешто.
Навремениот третман, редовниот третман, постигнувањето на недетектибилниот ХИВ статус, вирусно оптеретување, овозможува жената да донесе на свет здраво, ХИВ неинфицирано дете. Има некаква шанса бебето сепак да биде болно, да речеме некој 1%, 2%? Не би дискутирала во проценти, теоретски секогаш може да постои шанса, но од она што светот го кажува, од она што го гледаме во драматично намалување на бројките на новородени инфицирани деца, зборува дека ефикасноста на третманот го прави своето. Ние имавме скоро пациентка која на многу краток период, на само 2-3 недели пред терминот за незиното породување беше откриена како ХИВ позитивна. И во тој случај? И многу интензивно работевме со комбинација на лекови за да успееме минимум вирусно оптеретување, колку што можеше да се постигне за тој краток временски период, и да успееме да се роди ХИВ негативно бебе. А се роди ХИВ негативно? И покрај тоа што само во последниот период била дадена терапија. И во самата природа на инфекцијата, не секој новородено дете од ХИВ позитивна мајка било ХИВ инфицирано родено. Така. Има 35-6% шанси да се роди здраво дете и кај нетретирана бремена жена. Но третманот овозможува овој процент да биде исклучително висок. Мажите кои што се ставени на терапија, кои што се ХИВ позитивни, можат ли тие да имаат нормални сексуални односи со здрава жена која што е ХИВ негативна и да имаат здраво дете? До кој ниво се намалува вирусното присуство? Денеска тоа и се препорачува да партнерите ги велиме дискординантни двојки, значи кога партнерот мажот е ХИВ позитивен, жената негативна, па и обратно, може да имаат, кога се недетектибилни, може да имаат незаштитен сексуален однос со тенденција да се зачне, и апсолутно тоа денеска се препорачува за разлика од некогаш кога постоја цели процедури на така наречено перење на сперма, инвитро постапки и така натаму, за да се заштити партнерката од ХИВ инфекција од една страна на мајката, но се разбира и детето во случај да биде мајката инфицирана во таа постапка. Денеска препораката е да се прерипаат сите овие постапки и со кај недетектибилните партнери да се препорача апсолутно природен начин на оплодување. Имам уште многу работи за разјаснување, на вистина малку време. Ајде ќе одиме сепак со следната вистина или заблуда. Само хомосексуалците го добиваат овој вирус. Ова е веќе заблуда, јасно е. Оваа заблуда всушност го донесе, ја роди стигмата и дискриминацијата. И тоа е една наша лекарска грешка, повторно епидемиолошка, каде што првите пациенти се забележуваат, првите инфекции се забележуваат точно помеѓу популацијата на мажите кои имаат секс со мажи и како и кај сексуалните работници, после тоа и кај интравенските корисници на дрога. И заклучокот доаѓа дека само вие се тие луѓе кои може да бидат инфицирани со ХИВ инфекција. Напротив, ваквата лоша и погрешна констатација допринесува ширење на инфекцијата помеѓу генералната популација, која не е во некој висок ризик, како што се популациите кои ги споменав, но апсолутно живее ризично и без проблем може да биде инфицирано. Од тука почнуваат и најголемите стигми. И тоа не само поради ХИВ инфекцијата. Неретко стигматизацијата е двојна, поради хомосексуалноста, да кажем, и поради ХИВ инфекцијата. Или поради, сега ќе се изразнам во знак на наводи, порокот кој некој човек го има. Што апсолутно, знаете како, лажното морализирање не доведува во сериозни заблуди кои може да бидат многу сериозно опасни по нашето здравје. Колкав е процентот на мажи и на жени заболени кај нас? Доминираат мажите. Најголем е бројот на мажи. Така, вие имате издадени водич за мажи, моето сексуално здравје, што вклучува тој?
Па тоа ние како здружение продуцираме, се трудиме да произведеме материјали, јас тука некои донесов за различни целни групи, имаме материјали за што е корисно ги знаат бремени жени или жени кои што планираат бременност, водичи за терапија за пациентите кои што примаат антиретровирусна терапија и така натаму. Овој материјал што го споменавте се однесува на млада машка популација. Тој е корисен за било кого, меѓутоа беше посебно наменет за геи и други мажи кои што имаат секс со мажи и ги информира за сите можни денес достапни алатки и мерки за превенција, а особено за важноста на редовното тестирање, но и за скринингот за другите сексуално преносливи инфекции. Ние, иако сме здружение кое што се фокусира на ХИВ, настојуваме да го гледаме поширокиот контекст. И тука би спомнал дека ова веќе е и политичка цел на државите, особено во Европскиот регион на Светската здравствена организација, дека до 2030 година државите се обврзуваат да стават крај не само на ХИВ инфекцијата, туку и на вирусните хепатити и на сексуално преносливите инфекции. Колку државите и нашата држава прави по ова прашање во однос на стратегии, програми, мерки. Кај нас е намален буџетот, кој што е наменет за заштита од ХИВ. Имено во моментот... За колку е намален? Оваа година буџетот предвиден за програмите за превенција на ХИВ беше намален за дури 40% во почетокот на годината, откако веќе еднаш беше одобрен. Тоа ги стави во целосна положба на загрозеност програми кои што се развивани наназад повеќе од 15 години, кои што имаат исклучително големо и здравствено, јавно здравствено значење, меѓутоа и социјално значење, кои што се дел од превенцијата не само на ХИВ, туку и на други инфекции, и во секој случај со таков пристап нашата држава секако не може да се приближи кон достигнување на оние глобални цели до 2025 година и до 2030 година поставени од Обединетите нации. Засегнати се и лековите, буџетот за лекови, ако не се лажам. Да, буџетот за лекови беше намален за некои 7%, кој можеби не е висок, голем процент. Но сепак е намален. Можеби не е голем процент, но проблем беше што тоа беше направено без никаква консултација и договарање, бидејќи тендерот за набавка беше веќе отпочнат и она што беше најдраматично дека и во тие постапки можеше да допринесе до прекинување на третманот на подолг временски период и од неколку месеци, што е нешто што е недопустиво за третманот на овие пациенти. Тоа ќе значеше еден многу сериозен проблем, не само поради немањето на лекови, евентуалното паѓање на имунитетот, туку појавата на резистенција и сите оние проблеми што несоодветниот третман може да ги донесе. Појавата на резистенција ќе изискуваше нови лекови, нов тип на лекови кои се секако многу поскапи, па ќе изискуваше нови тестирања кои не се достапни во нашата држава, се уште ќе требаше да се праќаат на друго место. И ќе направеше навистина едно големо поместување непотребно за нашите и компликација за нашите пациенти и за нас како нивни лекари. Само да напоменеме дека ХИВ инфекција не е исто што и AIDS, односно не е исто што и СИДА. Сосема накратко. Видете, СИДА е синдром стекнат на имунодефициенција предизвикан од ХИВ вирусот. Денеска СИДАТа, благодарение на третманот, ретко и малку ја гледаме, инаку представува терминалниот, крајниот стадиум на ХИВ инфекцијата, кој на жалост завршува со смртен исход. Иако постојат јасно групирани, стандардизирани стадиуми се како се следи ХИВ инфекцијата, но благодарение на третманот тие се поместија. Па денеска зборуваме за ХИВ инфекција, за касно откриение на ХИВ инфекција и на жалост и за СИДА, тогаш кога тој терминален стадиум го клинички верификуваме. И само на крајот, еве заедно погласни, велите денеска на Светскиот ден на СИДАТа на 1 декември вие ќе направите еден настан со кој што ќе го одбележите овој ден. Да, со забава, со музика. Така, сега година го одбележуваме со краток пригоден, еден пригоден настан, но и забавен карактер има и донаторски карактер.
Заедно погласни е мотото оваа година ќе се случи во лаунж барот Сома во 20 часот денеска. Настанот е отворен, донаторски е, влезниците се наплаќаат, меѓутоа средствата кои што на овој начин ги собираме, ги користиме во текот на наредната година за помош на најранливите лица со ХИВ во нашата земја, односно оние кои што покрај ХИВ инфекцијата живеат и во исклучително тешки социјални околности и преку помошта која што ја обезбедуваме им го олеснуваме пред се пристапот до терапија, да речеме преку покривање на патни трошоци за доаѓање до Скопје. Клиниката за инфективни болести само се прима централизиран третманот, да. Тоа има своји позитивни и негативни страни, се разбира, да не наблегуваме и обезбедуваме во рамки на можностите скромна помош месечно во основни производи за храна и за хигиена. Само продолжете така, бидејќи поддршката е неопходна. Ви благодариме. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Пред да ја одјавите, морам да кажам само уште една реченица. И за оваа панделка и за овој ден, така не случајно ја носиме. Само уште една реченица, денеска ние со музика, како што рековте, тоа ме мотивираше да прозбора. Ќе го одбележиме 1 декември, ќе бидат и таа и донаторска, ќе собираме некој динар и ќе се видиме помеѓу себе и ќе се забавуваме и ќе го славиме животот заедно. Апсолутно. Благодарение на достапниот третман. Ќе го дигаме се погласно гласот дека тој мора да биде континуиран и не сме да се игра ниту една здравствена политика со третманот, како и со третманот на другите болести се разбира, но и ќе се подсетиме на сите оние наши и соборци кои биле дели од нашите организации, кои не доживеа да бидат вклучени на терапија и да имаат лекови и ја изгубија битката со ХИВ, а тоа не е така мала бројка на луѓе во нашата држава. Се надевам дека во иднина нема да слушаме за вакви бројки, дека се повеќе луѓе ќе го слават животот, а малку ќе губат битката со оваа болест, ако се дијагностицира навремено. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, да им заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа во Телма амбуланта. Имајте убав ден, пријатно.